Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Ја гледате рубриката Растение за нашата градина, а ние се наоѓаме во Гарден центарот Хорти Дизајн. Во минатата емисија ви го представивме пампасот, кој е навистина една интересна трева. Како продолжение на тоа, овој пат ви ја представуваме оваа многу интересна трева која се нарекува мискантус. Нешто повеќе за неа ќе видите во следниот прилог. Мискантусот или слоновата трева има карактеристика што дава голема тревна маса, а што е од голема корист за добивање на биогориво. Мискантус е инаку повеќегодишна, високопродуктивна трева со потекло од Источна Азија, погодна и за интензивно садење. Мискантусот се развива преку своите подземни органи, ризомот. Самиот развој на тревата е многу едноставен. Во април почнува да излегува надземниот дел на билката и до август може да достигне висина од 2 метра. Надворешниот изглед на тревата потсетува на бамбус. Од јули месец стеблото почнува полека да се суши. Сушењето почнува да се забрзува со почетокот на есента. Самата сеча на тревата почнува во февруари. Ова се прави поради тоа што квалитетот на самата трева е поголем. Сите земјоделски операции од садењето па преку ѓубрењето и сечењето на тревата се одвива со помош на земјоделска механизација. Одгледување на мискантусот го одликува помала потреба во поглед на употреба на вештачки ѓубрива или користење на пестициди. Самиот принос на мискантусот зависи од тоа каква е самата позиција на парцелата каде што се одгледува. Приносот на мискантусот во услови на природно наводнување изнесува 10 до 25 тони по 1 хектар. Доколку користиме систем за наводнување, приносот се зголемува и до 30 тони по 1 хектар. Врз основа на овие податоци, можеме да кажеме дека мискантус е трева која има голем потенцијал како енергетска суровина. Со својата биомаса може да ги замени постојните фосилни извори на енергија, а со тоа и да намали емисијата на јаглеродиоксид во атмосферата. Мискантусот може да се користи и за многу други работи. Така, например, научниците од Бон од тревата направиле лесен бетон. Освен тоа, тревата може да се користи како материјал за тавани и изолација. Од неа може да се прави и пластика. За сега се направени волани за управување на автомобили, браници и капаци за тркала. Мискантусот се користи за производство на пластични амбалажи, саксии за цвеќиња и различни супстрати, како на пример слана за добитокот. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.